Нов ден, ново патување, нова дестинација. Дестинација Суто море. Суто море е мало туристичко место, помеѓу градовите Петровац и Бар, многу популарна туристичка дестинација во Црна Гора. Познато по своите плажи во должина од 5 километри. До 20 век тука живеат бројни италијански семејства кои допринесуваат производството на вино да биде едно од главните занимања. Постои изрека која вели: кој има пари оди на море, кој нема оди во Суто море. Ова изрека повеќе не важи, била популарна на времето во 70-тите и 80-тите години, кога многу луѓе од Подгорица после работа фаќале воз и оделе до Суто море и се враќале назад. Оваа изрека, како што реков, повеќе и не важи. Во Суто море е позната и тврдината Хај-Нехај, која што не успеавме да ја посетиме заради временските услови, малку беше дождливо и облачно време и немавме време, бидејќи и турата беше се цела со посета на приморски места во Црна Гора. Тврдината Хај-Нехај е изградена од метаците од 15 до 16 век и се наоѓа на надморска височина од 230 метри. Според некоја легенда се смета дека е градена од страна на жена. За прв пат во историските документи се спомнува во 1542 година. Се состои од две тврдини Хај или Табија и Нехај. Оваа град тврдина можела во случај на опасност да преми до 900 луѓе. Црквата Свети Димитрија се наоѓа во склоп на тврдината и е на највисока точка од градот, изградена пред да биде изградена тврдината од 3 до 4 век. Многумина ќе кажат дека не може да патуваат. Предолг е патот, не можем во автобус. Меѓутоа, прашањето е како можете да издржите на работа цели 8 часа и кога не го сакате работното место. Сепак мотивација плата, во овој случај, на ова патување, мотивација да се посети Црна Гора, Суто море, Будва, а во моментот се наоѓаме во Суто море. Колку и да беше можеби напорен патот, иако со добро друштво и со добра агенција, ништо не е напорно. Кралевниот резултат, звукот на Јадранот и кафето покрај Јадранот е навистина прекрасно. Овдека покрај Јадранот дури и лошото време и облаците, ниту дождот не можат да влијаат на нашето расположение. Ве препуштам да уживате во звукот на брановите на Јадранот. За жал, не можете да го почувствувате вистинскиот амбиент, мирисот на Јадранот. Можеби некој ќе помисли, па не е време за море, не е време за кафење, меѓутоа време за одмор, време за релаксација и време за кафе секогаш е вистинско. И како и секогаш, кој си има среќа, еве го и сонцето.